Засилените контроли врз најголемите загадувачи на воздухот, заштитата на водата за пиење и плодната почва, зеленило во урбани зони, како и изградба на системи за водоснабдување и канализација, беа во фокусот на Министерството за животна средина во првата година од мандатот. Министерот Изет Меджид изјави дека изградбата на регионални центри за управување со отпад, со финансиска поддршка во вредност од 55 милиони евра од ЕБОР, вклучува изградба на санитарни депонии, трансфер станици, зелени точки и постројки за компостирање. Sistemi në monitorimit të cilësisë së ajrit janë përforcuar me mbështetje nga IPA dhe projektet e binjakëzimit. Janë vendosur kontrolle më të rrepta ndaj kapaciteteve industriale me leje të integruar ekologjike dhe janë krijuar plane lokale për menaxhimin e ndotjes. Për të garantuar transparencë dhe efikasitet institucional, është forcuar Inspektorati për Mjedis Jetësor dhe janë përmirësuar mekanizmat për ndjekjen e indikatoreve kyç. Во Битола започне изградбата на нова станица за прочистување на отпадни води, а во Тетово, Веле, Штип, Виница и Кочани се во тек тендерски постапки за изградби и реконструкција на постоечките системи. Меджити додаде дека со поддршка од Европската инвестициска банка почна имплементацијата на проектот за водовод и канализација во 80 општини во државата, во вредност од 50 милиони евра. Paralelisht u miratoa për herë të parë plani për ajër të pastër 2024-2030, dokumenti i cili përcakton objektiva të qarta dhe masa konkrete për përmirësimin e cilësisë së ajrit, me mbështetje financiare prej 10 milionë eurosh nga Bashkimi Evropian. Procesi për miratimin e ligjit të ri për ajrin është në zhvillim me synim harmonizimin e plot me direktivat europiane. Другите проекти што ги истакна вклучуваат заштита на биодиверзитетот преку зголемување на заштитената територија од 11,5 на 13,9%, прогласување на Шар планина за национален парк, завршување на документацијата за прогласување на Јабланица за заштитено подрачје, како и револаризација на националниот парк Маврово. Исто така беше спомената и швајцарската програма за заштита на подземните води во сливот на Вардар, во вредност од 4,6 милиони швајцарски франци, која трае до 2027 година и офаќа планови за управување и значајни пилот проекти.